Како треба да изгледа Полок во јануари? Еве вака. А Брвеница на 6 километри од Тетово не е шега. Тоа е село град, не градче, како Доиран, Пешчево, Богданци, Македонска Каменица. Тие се помали, ама деме градчиња. А што е Брвеница со над 6000 жители? Село? Абе бегајте, во Брвеница има се. А она што го нема, го има на 6 километри во Тетово. Така мисли и Слободан. Па Брвеница негде околу 1300 и 400 куќи се и околу 5 до 5.500 жители има. Првите жители што се од овде се доселени од горе од Лисец, а после доаѓа 50-тите, а посебно 60-тите години кои доаѓа миграцијата од поречкиот крај. Значи, овде се претежно 95% се од поречкиот крај се доселени. И последниве години, посебно после 2001 што беше конфликтот, каде што се продаваат становите во Тетово и се преселуваат овде во Брвеница. Градат куќи? Па, овде градат куќи, може да се каже дека во Брвеница сите села има миграција, а додека во Брвеница може да се каже дека се доселуваат. Тоа е една работа и другата работа, ако негде има намалување на првачињата, во Брвеница може да се каже дека е константно иста и може да се има зголемување на првачињата. Улиците се асфалтирани, може да се каже негде околу 95% се асфалтирани, може негде тук така не е, што е со асфалт, што е со бекатон, со плочки. Нема кал. Нема кал. Ја, например, кој 70-тите години ми кој дојдовме, ја го затекнав од овде, кај што моравме да идеме со чизми, да излеземе од дома. Сега асфалтирано. Сега е све што е, све е асфалтирано. Со вода? Канализацијата, ова вода имаме водовод негде околу 74-та година, кај што беше наш водовод од овде, а не 93-та година, значи имаме бушено од овде негде на 52-3 метра, значи што имаме вода директно од село со бушотина. Немате проблем? Со вода немаме проблем. Пред 2 години почна да се гради и канализацијата, значи Брвеница има и канализација и може да се каже дека личи на едно мало и урбано градче со сите со сета инфраструктура на еден град. Со здравството? Здравството имавме до пред некоја година, имавме амбуланта овде во Брвеница. Со починувањето на докторката што беше од овде, почина на жалост и од тога и со здравство немаме амбуланта, но на 6 километра ни е Тетово од овде, така што не представува нешто проблем за здравството. Сега имаме, покрај тоа имаме 2 аптеки од овде во Брвеница. За луѓе? За потреба на болници. За луѓе? За луѓе. А имаме и за животните? А имаме и 2 ветеринарни станици исто така за животните, значи имаме и за едни и за други. И земјоделска аптека? И земјоделска аптека, значи како што реков пред малу, Брвеница наликува на едно мало градче со цела инфраструктура. За крај, и приоритет, рековме градинката? Приоритет е градинката, зашто како што спомнав, ако негде првачињата се намалуваат, во Брвеница е константно иста или се зголемува. Со градинката, значи, ќе се реши проблемот, за тие дечиња наместо да се носат во Тетово, да се стануе рано или да мрзнат или нешто друго, ќе се згрижат овде во Брвеница. Во Брвеница еве има целосна инфраструктура. Треба уште нешто да се поправи, доправи. Малку се лути и незадоволни од општинската власт. Општината е тука, ама интересите и парите одат настрана во некои други села. Но која е Брвеница, од кога и од каде?
Брвеница е релативно млада населба. Првите жители тука се 1876 година дојдени и тоа од село Лисец. Моите предци, да, зашто Лисец било чисто македонско население тамо, меѓутоа со миграцијата и луѓето планинско место било, полека се симнувале према котлината доле. Моите предци се први меѓу првите 4 семејства кои што се населени тука во Брвеница. И тоа служеле на бегот, за да не патуваат нагоре надолу, бегот им предложил да им се изгради престојалиште тука, односно за да ги донеса и семејствата. На имотот првите 4 куќи, односно брвнари, затоа и селото се вика Брвеница, личеле на брвнари, изградени од дрво и од кал, и тие биле сместени во така наречената мало Јурија. Тука Јурија, тоа е едно и ден денеска постои, тамо изживеам ја денеска со моето семејство и од тогаш веќе Брвеница постоела како населба Брвеница, потоа постепено се ширело, така да таа легенда, името Брвеница го добило од тие куќи. Значи, вие сте најстаро семејство тука. Најстаро семејство староседелец од Брвеница ние сме. Кои други? Јовчевски, вие? Јовчевски, Јакимовски, Момировски и Блажевски. Така дошло името. А дали знаевте дека Брвеница е најголемата миграцијска зона внатре во Македонија? Од поречието во 50-тите години се случил вистински екзодус. Денес 95% од брвеничани се поречани. Тие се столбот на селото, вели хроничарот на Порече Миле Јовановски. Денеска сум посебно горд што се наоѓам меѓу својот род. Кој ќе рекам меѓу својот род, користам светлината на денешниот ден, бидејќи сум во селото Брвеница, кој што брои над 6000 народ, а замислете, од тие 6000 народ, 97% се мој род, поречани. Сега, ќе направам една мала споредба со поречието, на која книга сум и ја автор, кој брои 53 села, и кој брои некаде околу 6000 жители, а замислете Брвеница, која што брои повеќе од 6000 жители, а 97% во неа се мој род, поречието, поречаните. Најголемата миграција во нашава земја е токму символ ова село. Символ е ова село за најголемата миграција што се случува, бидејќи замислете го село кој што брои 6000 жители и 97% од тие 6000 жители се доселени и преселени од тие 53 поречки села и кои што денеска, нели, брои самото село брои повеќе жители од сите, од вкупно земено сите 53 поречки села. Значи најголемата миграција село е точно символ ова место. Најголемата внатрешна миграција во рамките на нашава држава, на Македонија, се случува точно овдека, во Брвеница. Значи Брвеница е поголема дури од центарот на поречието Македонски Брод. Брвеница не само што е поголемо од центарот на поречието Македонски Брод, него кој ќе ги земеме и сите вкупно 53 села и кој ќе ги соединиме со жителите од Македонски Брод, Брвеница е повторно поголемо од целото поречие. Брвеница е како град со сите нишани. Земјоделие има малку. Кога дошле од Порече, земале по декар 2, колку за куќа и бавча. Но поречаните се снаодливи. Во Брвеница, ни рекоа, има индустријска зона. Тука се 7-8 фирми за изработка на мебел, а во овој брио се горди уште повеќе. Па, ова фирма постои од 98-99 година. Значи, собственик е Јоле. Иначе, ми бевме као помала фирма до 2006-2007 негде во помалу обем работевме. Сега се зголемивме малку, се проширивме, направивме нов објект
Исто така планираме и уште да се прошируваме. Значи зедовме уште една локација, сакаме да се прошириме пода. Имаме околу 25 часов работени во оваа фирма. План нормално да се прошируваме, да работиме, да се соработуваме, да носиме и надвор сакаме во западните земји. Ами и да вработите И да вработуваме уште. Па околу 6-7 до 10 најмаксимум, така се зависи и до работата, значи колку ќе имамо потреба. Исто така имамо добиено сертификат од државата за Западна Македонија смо за обучен центар. Со тоа што ќе доаѓа дуки 20 на души месечно ќе зима обука на нив. Зашто обука? Обука за столарство. За изработка на мебел, за тие работи. Значи мора да имаат веќе лиценца. Да. Од сега натаму, значи да, официјално од 1 јануар мислим стапи на сила тој закон што треба да се секој столар што сака да работи мора да има лиценца за таа работа, за таа дејност што ќе работи. Затоа ние имавме шанса, не одбра нас како фирма, како стабилна фирма, за да и квалитетна нормално пред се, за да бидеме исто така водичи на тој за Западна Македонија обучен центар за столарството. Во Брвеница одамна постои културно-уметничко друштво. Горди се на него. Бројни пофалници, благодарници, плакети, признанија. Културно-уметничко друштво Брвеница од Брвеница е формирано 2003 година. Значи, од 2003 година постои друштвото и имаме играорци од 7 години до 70 години. Па моментално сега имаме до 80 до 90 деца и помали од 70, кажав пред малку, до 70 години, кои се бава со игралната секција, пеачка секција, значи драмска секција имаме. Сите се активни? Активни се моментално се. Што негувате? Фолклор го негуваме, фолклорот, играта, обичаите, значи премалку како што кажав, друштвото има настапено смо биле во Србија, во Велика Плана. Смо биле се моментално со едно друштво смо се попратимиле куд Брвеница од Рашка, кои ќе и поканиме кај нас. Ние смо биле таму, има 72 години формирано кај ние. Каде се имате настапувано? Срби? Албанија, Србија, на 2 места во Србија смо биле и Албанија. А овдека имаме и за Македонија повише места, може да кажем во Радовиш, село Ровица, Китка има. Имаме со ними 15 годишни како постои друштво, идеме кај ними за Велиден, Велиденски средби. Представуваме обичаи, значи и се игра, се пее и обичаи представуваме. Значи се почитува традицијата и обичаите, ама и верата и духовноста. Храмот е Свети Атанасија, архиепископ Александрски Велики. Неговиот патрон на славата храмова е на 31 јануари, значи зимскиот Свети Атанасија се слави. Но обичајувај светител има 2 празника во годината, исто така со помал обем се слави летниот празник на Свети Атанасија, тоа 15 мај. Има ли верен народ тука? Си ја почитува ли традицијата и верата? Па, да не биде, како да кажам, за гордост, но единствено Брвеничката парохија има наталитет, за разлика од другите парохии во Тетовското ехереско наместништво, повеќе има крштевки од погребенија, значи има венчавки, а венчавките носат и крштевки. И секоја година може да кажеме дека имаме градба на нови куќи, наталитетот тука расте. Секоја година портите се отворени, значи можам да кажам за разлика од другите села каде што е најживо, каде село кое што нуди навистина просперитет за младите. И не само тоа, затоа и Брвеница и општински центар каде што ја има сета инфраструктура, не е веќе и село, туку повеќе може да се наречи приградска населба. Особеност можам да кажам за Брвеница е што дечињата имаат посебна почит према црквата. И не само кога влегуваат во храмот, туку и кога поминуваат покрај храмот, секогаш се прекрстуваат, застануваат, се помолуваат и влегуваат во црквата. Сега е зимски период, меѓутоа во летниот период, затоа не се гледа, тука има клупи, има фонтана. Слободно децата си влегуваат, вратите се секогаш отворени, никогаш оваа црква не била затворена. И за починка и за игра. И за игра, да.
Овој Иван или Ивано го оставивме намерно за крај. По 23-4 години во Италија, со се трите деца и сопругата, реши да се врати во родната Бравеница. И не само тоа, туку да инвестира близу 1.000.000 евра, да ги потроши тука, а не таму. Се врати? Да, се вратив по толку многу години. Во странство па над 23 години. 23-4 години така. На колку ти? На 17 годишна возраст, уште не созрејан, отиднав поради барање работа, одека знаеш дека немаше, тешко беше и отиднав. Па во Италија, во Сан Северино. Кај е тоа? Тоа е близу Анкона, до море, до пристаништето. Анкона, најголемо пристаниште. Убав крај. Па добар е. Тоа е, како дома нема нигдега. Дома си е дома. Кај да бидеш? Да се вратиш? Да, се вратив. После толку години решив да инвестирам во Македонија. Го купив во Брвеница место и еве како што гледате градам објект. Опа, изградење? Да, го градиме се уште се во градба е. Направивме еден погон за масло. Како? За ладно цедено масло. Од што? Од сончоглед. И еве отворивме еден ресторант, па понатака сакаме да се прошириме со една летна бавча. Позади имаме уште декари по место и да направиме едно пансиони, 11 соби, 2 апартмана, не се во план. И се бориме така. Искуството од угостителството од Италија сакаш да го пренесеш тука? Па сме работеле таму повише работи, значи и со масло и после угостителство и граѓевина. Значи во странство кога си не се бира работа, што ќе најдеш, што ќе работиш, за да заработиш повише. И ако имаш план за да се вратиш назад, ќе мораш да си поупорен таму, да работиш повише, за да запечелиш и да инвестираш во својот крај. Овој Иван Ивано, ѓавол да го земе, не ти бил патриот, како некои други што се удираат во гради и само земаат и носат надвор, а тој од надвор парите ги донесе тука. Тој ти бил не патриот, туку македонец во вистинска смисла на зборот. Да имаме такви повеќе, кај ке ни беше крајот. Но ајде, довидување од некое друго убаво село во Македонија.